Добредојдовте на Мундијалски вести на Слободен печат. На најголемата фудбалска сцена моментите на одлука секогаш се резервирани за најдобрите. Кога остануваат само уште 2 чекори до трофејата, повеќе не се игра само за резултат, туку за историја, за генерации што ќе се паметат и за место меѓу најголемите. Светското првенство влегува во својата завршна фаза, а секоја грешка може да значи крај, додека секој гол може да биде запишан како дел од фудбалската вечност. Вечерва погледите на светската јавност ќе бидат насочени кон Арлингтон, каде што две европски велесили ќе го започнат патот кон големото финале. Франција и Шпанија, две репрезентации со различна фудбалска филозофија, но со иста цел – да го направат последниот чекор кон највредниот трофеј во светскиот спорт. Франција и Шпанија вечерва во 21 часот ќе го отворат полуфиналниот спектакл на светското првенство. Во надпревар, што многумина го нарекуваат финале пред финалето. Двете европски велесили ќе се соочат во Арлингтон во битка за првото место во големото финале на Мундијалот, кој ќе се одигра на 19 јули во Њујорк. Уште пред почетокот на шампионатот, Франција и Шпанија важат за едни од најглавните фаворити за светската титула, па нивната пресметка меѓу четирите најдобри селекции не представува изненадување. Од една страна е Франција, репрезентација која атакува на своето четврто мундијалско финале и нова светска круна, а од другата Шпанија, актуелниот европски шампион, која сака по повеќе од една деценија повторно да стигне до светскиот врв. Триколорите понатаму се препознатливи по цврстата одбрана, дисциплинираната игра и брзите контранапади, а најголемата закана повторно ќе биде Килијан Ембапе, кој игра одличен турнир. Од друга страна, Црвената фурија останува верна на својот препознатлив стил, доминација во поседот на топката, брза циркулација и креативна игра, предводена од Ламин Јамал, Нико Вилијамс, Педри и Родри. Во пресред на големото полуфинале, францускиот селектор Дидие Дешам покажа голема почит кон противник, истакнувајќи дека токму Шпанија гледа како благ фаворит за пласман во финалето. Добро ја познаваме Шпанија. Тоа е актуелниот европски шампион и повторно ќе играме против нив по полуфиналето во Лигата на нации. Многу умина не смета за фаворити пред почетокот на турнирот, но според мене фаворит е Шпанија. Тоа е репрезентација со многу квалитет и не очекува надпревар на исклучително високо ниво, изјави Дешам. Од шпанскиот табор пак владее голем оптимизам по драматичната победа над Белгија во четвртфинале. Селекторот Луис де ла Фуенте не го крие задоволството од формата на својата репрезентација и верува дека неговите избраници повторно може да ја совладат Франција. Оваа екипа постојано покажува карактер и желба за напред. Горд сум што работам со овие играчи. Секако дека размислувам како да ја победиме Франција, но верувам дека и тие се загрижени, бидејќи ние сме единствената репрезентација што ги победила на 2 последователни надпревари. Не очекува дуел на 2 големи фудбалски сили, изјави де ла Фуенте. Шпанија во полуфиналето влегува со импресивна серија од 36 надпревари без пораз, во која ги освои Европското првенство и Лигата на нации, додека Франција повторно е во ситуација да се бори за највредниот трофеј во светскиот фудбал. ФИФА во меѓувреме го одреди и судискиот тим за првото полуфинале. Главен судија на надпреварот ќе биде салвадорецот Иван Барда, кому ќе му асистират неговите сонародници Давид Моран и Антонио Пупиро. За четврти судија назначен швеѓанецот Глен Нибер, додека пети судија ќе биде неговиот сонародник Махмод Беи. Влогот е огромен. Победникот ќе обезбеди место во големото финале на светското првенство, а поразениот ќе мора да се задоволи со надпреварот за третото место. Сите предуслови се исполнети за уште една врвна фудбалска представа меѓу две селекции кои со години се дел од самиот светски врв.